Општинските власти да ги зајакнат капацитетите за развој на локалниот туризам, бидејќи во секоја средина има потенцијал, но ретко која од локалните самоуправи има тим или оделение кое е фокусирано на оваа област. Ова е пораката што ја упати директорот на Агенцијата за туризам Лјупчо Јаневски од Струмица, каде имаше средба за искористување на потенцијалите на алтернативните форми туризам. Многу често во голем број на општини низ нашата држава можеме да видиме дека всушност не постои во систематизацијата оделение за туризам. Тоа е многу важно. А недостасуваат инспектори за туризам. Всушност недостасуваат цели екипи кои што треба да работат на европски и светски проекти токму на полето на туризмот. Во Струмишко постојат природни и археолошки локалитети кои се одлична основа за развој на туризмот, но се сведува само на проекти и декларативно. Никој од општините нема евиденција за сместувачките капацитети, колкава е посетеноста на туристичките места или пак се плаќа туристичка такса. Ако ние сакаме да ги посетиме убавите водопади кои што ги имаме доста, кај нас тука се Смоларски, Колешински, Гавровски, сите останати, колку ќе можеме и колку имаме капацитети за преспивање, и колку имаме кои што го негуваат руралниот туризам. Всушност, колку се повеќе атракции има во дестинацијата, толку повеќе ќе ни останат туристите. Тие можат да бидат домашни, како што знаеме, тие можат да бидат регионални, но можат да бидат светски. Статистиките се толку прецизни колку што имаме платена туристичка такса. Па тогаш можеме да кажеме колку имаме платено во Струмица, во Струмичкиот регион, во Дојран. Јаневски подлече дека годинава од август се регистрирани 2,2 милиони ноќевања и се зголемени приходите по основ на туризмот во однос на минатата година, бидејќи со отворен Балкан се поголем е пазарот за алтернативни туристички понуди на локалните средини.